662 милиони евра тежи деветиот антикризен пакет мерки, кој денеска го објави премиерот Димитар Ковачевски. Наменет е за компаниите и ранливите категории на граѓани. Со мерките се опфаќаат 120.000 млади лица, над 74.000 социјално ранливи категории на граѓани, над 187.000 пензионери, 40.000 земјоделци, речиси 540.000 корисници на апликацијата Мој ДДВ, 600.000 домаќинства, како и над 70.000 компании. Со системските мерки за 2023 и 2024 година, пак опфатени се над 338.000 пензионери и 106.000 вработени во администрацијата. Јас како премиер ги исполнувам дадените ветувања. Повеќе пати досега кажав дека никого нема да оставиме сам и стојам позади оваа изјава која што ја дадов уште на почетокот на мојот мандат. Мерките наменети за граѓаните, домаќинствата и земјоделците издвоени се во износ од 156 милиони евра. Последните 5 месеци по 1000 денари ќе добиваат корисниците на надоместок заради попреченост, самохрани родители, родители на лица со попреченост до 26 години. Буџетот за оваа мерка е 2,7 милиони евра, објави Ковачевски. Во пакетот се вклучени и пензионерите. Во наредните 5 месеци, пензионерите со пензија до 14.000 денари ќе добиваат по 3.000 денари месечно. Оние со пензија од 14.000 до 16.000 денари, 2.000 денари месечно, додека за пензионерите со примања од 16.000 до 19.000 денари во следните 5 месеци ќе имаат поддршка од 1.500 денари. За оваа поддршка се предвидени 35 милиони евра и се опфатени над 187.000 пензионери. За основците и средношколците од ранливи категории семејства со ниски примања до 50.000 денари, предвидено е во следните 6 месеци тие да добиваат по 1.200 денари, односно 1.800 денари месечно, за што ќе се издвојат 14,3 милиони евра. 15.000 студенти надвор од местото во кое студираат ќе добијат ваучер за превоз. Месечно ќе добиваат ваучери од 600 до 1.200 денари, за што се предвидени 2 милиони евра. За зголемување на земјоделските производи предвидена е авансна исплата на субвенции на 1,8 милиони евра. Конкретната реализација на мерките, односно исплатата, се очекува да стартува од јануари идната година.